Драги мои пријатели и пријателки, сега би сакал да си го извадам мозокот овдека и да расчепкам што булшит има во него. Има многу акумулирано. Затоа слушај ваму. Елаборирав што очекувам од новата власт и што очекувам од она што ќе се случува со Македонија во иднина и која е незината перспектива за да обстане. Неколку работи ги кажав дека тоа не е само економијата, туку и наталитетот. Економијата и наталитетот мораат да бидат паралелни игри за да можеме ние нешто да направиме. Џабе нешто правиме ако ние немаме внуци, правнуци, бидејќи ние која ќе отегнеме папки, кој што викаат французите, кој ќе ја продолжи нашава работа? Нема никој. Но иако верувам во Македонија, верувам во светла иднина, верувам дека и колку да ја оплескаме работата, ако ништо друго, дека ќе имаме деукс екс макина и интервенција, поточно што би значило тоа? Тоа би значило дека Свети Ѓорѓе од озгора ќе се симне, има за уши да не истегне и да не однесе на прав пат. Но не знам. Мое да верувам и да работам најдобро како што можам. Но што се случува во светот и што се случува во околината и што се случува глобално, тоа е нешто кое се мислам дали сме во право што сме неинформирани, а македонецот е еден од најнеинформираните луѓе на планета. Македонецот е само информиран што стигнало наредба од неговата партија. ВМРО-овецот што стигнало од ВМРО, СДСМ-овецот што стигнало од СДСМ, албанецот од неговата локална партија и друго нема ништо. Ние сме про ЕУ, про НАТО, ние сме проамерикански и ништо не знаеме што се случува. Она што мене ме загрижува во овој момент е една самоубиствена, ќе застана малце да ги соберам малку зборовите. Самоубиствена емпатија која левицата, демократите, левицата белосветска, европска ја прави. Не ги знам причините, но можам да согледам што се случува. Што значи тоа? Што ви велат? Немате докази дека мигрантите, азијанти, така натаму, ислам, Африка, се дојдени и сакаат да ја уништат Европа, сакаат да ве уништат вас. Не постојат такви докази. Не постојат такви докази дека оние што доаѓаат во Америка ќе ја уништат Америка и така натаму. Не, тие доаѓаат во Америка, доаѓаат во Европа за подобар живот, но ќе измената Европа и Америка. Но тие што го дозволуваат тоа, имаат една филозофија на така наречена самоубиствена емпатија. Имено, секој народ, секое племе, секое локално племенце, дувнав у микрофонот, малце ми е многу близко тука. Секое племе има колективен инстинкт на самоодржување. Кога инстинктот на самоодржување е преголем, тој преминува во фашизам. Што значи тоа? Се плаши од странец, се плаши од промени, го негува само собственото и го апострофира. Јас сум православен христијанин, јас сум македонец, и само јас, и само ние, и никој ништо друго. Колку и да тоа звучи, тоа истото го зборам за Србија, за Албанија, за Грција, за Бугарија, за Франција, за што сакате, за Германија, за било кој народ. Секогаш има една клика која е конзервативна и затворена. Таа е добра. Таа е основата на self-preservation, самообстанување, за обстанокот. Но, таа е лесно манипулативна да преиде во фашизам. Фашизам и комунизам се исти тоталитарни режими со различен наслов. Тука да немате двојба. Никој да не ве лаже дека едниот е поправеден од другиот. Но што е штосот? Штосот е што оваа цела манипулација, кој, верувајте, ако у момент
mislite дека знаете и сте просветлени, у тој момент знаете дека грешите. Затоа што ова игра на зло, знаете, Господ не дал никому, ама никому, ни на најпросветлените светители наши, да знаат кога ќе биде крајот. Нити собствениот личниот, нити крајот на светот. Тоа не ни е дадено. И не е дадено никому. Сите предпоставуваат и умислуваат и мислат дека ќе биде тука. Тоа е прелест. Тоа е чиста демонологија. Да се умислиш дека ти си нешто посебен, просветлен и дека ти ги знаеш вистините и така натаму. И во ова поднебје ние имаме две спротиставени страни. Едната страна е која е апсолутно либерална кон сите промени, па дури се дозволува силување, криминал, се дозволува се и се што од емпатија. Остајте ги, знаеме дека прават лошо, ама ќе се навикнат на доброто и ќе станат дел од оваа земја, ќе станат дел од оваа цивилизација. Малку ќе се измени, ама ќе обстане Европа, ќе обстане Запад, ќе се измени, ќе има малце повеќе ислам, ќе има малце повеќе ова, ама земјата ќе остане цврста. Од друга страна, овие другиве велат, чекај бе, абе деца ми силуваат, не убиваат по улици, не крадат. Во Америка им викаат, дајте им ги домовите. До толку е радикално. И сега, оние што се од овие self-preservation, ние, по-конзервативни, по-затворени што сме, лесно не етикетираат дека сме нацисти, затоа што имаме скрупули и имаме ред флек до каде смееш да идеш, да не го правиш тоа што го правиш. Ние велиме, чекај, ова не може да биде надградување на општеството. Ова може да биде деградација на општеството. И тоа се две многу силни струи со многу силни аргументи една против друга. Не се они без аргументи. Многу држи нивното на подолг рок. Каде држи? Што не држи нашето? Ние сме конзервативни. Ја зачувуваме религијата, ја зачувуваме црквата, ја зачувуваме семејните вредности, да бидеме честни, да го почитуваме законот. Но ние имаме факинг проблем. Ние умираме. Значи, она што оваа страна, што сметаме дека е праведна, христијанска, православна, возвишена, цивилизацијска, не мора да е православна, нека е католичка, нека е протестантска, нека е атеистичка. Ние имаме еден проблем. Сите проекции велат дека ние како цивилизација за помалку од 30 години ќе исчезнеме на неповратно. Дали разбирате дека не ќе има назад? Зошто? Не правиме деца. Ние не се множиме. Бидејќи основната заповест библиска, плодете се, множете се, ние не ја испочитуваме. Ја имам отворено неколку пати телефони во моите емисии, човече, они зборат за социјална, па немало пари, па немало работа и така натаму. Сега да ви кажам, дека колку е некој побогат во состената држава или колку е некој цивилизацијски понапреден, наталитетот му опаѓа. Колку е некој на пониско цивилизацијско ниво, неговиот наталитет е поголем. Тоа е природен инстинкт кај сиромавиот, затоа што од тоа му зависи базичниот обстанок. Но кога ќе дојдеш до пара, ти викаш, па чекај, зашто 7-8 деца? Па сакам ја Мерцедес, па сакам БМВ, сакам Ауди, сакам станче да си живеам, некаму куќа, сакам на одмор да идам 3 пати у годината, жената неќам, ја да ти раѓам, бегај бе таму, ја сакам шопинг да си правам. И се создаваат добри времиња кои создаваат слаби луѓе. Добрите времиња создаваат слаби луѓе, но лошите времиња, оние кои живеат во лоши услови, тие создаваат јаки луѓе. Дали живееме ние во лоши или добри времиња, само од едно ќе приметите. Дали ние креираме јаки луѓе? Не. Така. Значи, не ни е толку лошо. Бидејќи на македонецот, кога му било лошо, јас зборам еве само за Македонија, ова важи за цела планета. Кога му било лошо,
Од него изникнувале херои, лидери, борци, кои сам идал се борел спротив стотици. Гинел, животот го давал. Ние не сме спремни денеска, затоа што живееме убаво. Колку и да тоа не го перцепирате, инстинктот внатрешен ти вика, да, добро, види, неам толку плата, ама, окей, шо? Секој ќе дава пари за деца, ово она. Жените раѓаат после 30 година, после 30 година ризикот е се поголем за деформации, плюс тоа поише од едно-две деца нема. Две деца не е ни... Дали разбирате дека две деца не е ни базична репродукција? Не е на нула, туку е опаѓање. 3 деца е статус кво да одржиш на наталитет. Нашиот наталитет е во опаѓање. Не сме само ние. Во Грција уште полошо. Во Бугарија е катастрофа. Но гледате каде е наталитетот подобар. Ви текне ли како беше кај албанците? Како кукавте и викавте, албанците по 6, по 7 деца. И еве ги, сега се стабилизира и они. Дојдоа до материјални богатства. Дали со работа, дали со криминал не е битно. Жените нивни се еманципира и вика, ја не раѓам више 6 деца. 2 деца и пријатно. Сакам јас да бидам како Дуа Липа. Сакам да бидам како Ана Окса. Сакам да шетам Париз, Германија. И кој е сега најпрогресивен во Македонија? Ромите. Зошто? Затоа што живеат во најлоши услови. Лошите услови предизвикуваат раѓање на повеќе деца. Видете во Палестина, масакри, убиства и така натаму. Имаат повеќе поголем наталитет од што е еврејската држава. Палестинците и Хамас се будали. Они не треба да се борат против еврејската држава ако сакаат да ја поразат. Они само треба да бидат трпеливи, да прават деца за 30 години, ќе ја преземат, ќе ги молат да бидат дел од еврејската држава, затоа што ќе нема луѓе. Дали разбирате? Нели викаат, ќе нема кој да биде чистач, кој да чисти ѓубре, канализација. Не, ќе нема кој да работи у фирми. Сериозно да ги раководи фирмите. Дали разбирате дека до толку е драматична ситуацијата? И затоа американците, демократите ги отворија границите. Они имаат 2 причини да ги отворат границите. Едната е, демократите губат на изборите. На секоја анкета они губат. Губат буквално. Се е во корист на републиканците. На страна дали е Доналд Трамп или не. Зборам дека таму отпорот е голем наспроти ова нивното силување со трансджендер и ЛГБТ. Океј, трансджендер, океј, ЛГБТ. Ние цел живот сме имали и джендери, и трансджендери, и ЛГБТ, и така натаму, и така натаму. Имало некоја хармонија. Па ние сме, јас сум дете, мене ме велат дека сум хейтер, дека сум хомофоб. Како можам да бидам хомофоб? Сум растел со еден Дейвид Бови, сум растел со еден Фреди Меркюри, сум растел со еден куп, со Јазу, со Депеш Мод, со бендови сум ги обожавал ликовите кои отворено, Брайан Ино, кои биле геј, кои сум знал дека се геј, кои се промовирале како геј. Ама тие не воделе војна против конзервативно или прогресивно. Но некој го искористи ова. Дали сега некој стои и со депопулација се прави? Некој вика депопулација. Да, депопулација. Ама не со вакцини, бе. Дали разбирате, бе? Црепови едни. Какви вакцини, какви 5G. Ништо не им треба. Нив им треба само да ни дадат пара и плата. Ние сами ќе се уништиме за 30 до 50 години. Но нека нема да биде. Еве, Кина е веќе во стагнација. Така, Кина стигна до 2 милиарди и веќе не раѓа деца. И веќе имаат проблем. Веќе имаат, во Кина има програма за повеќе детно. Кина, комунистичка кога беше, имаше забрана за повеќе од едно дете. Затоа што сметаше дека државата, ако дозволи повеќе од едно деца, не може тоа социјалниот момент да го издржи. И они мораа да ограничуваат семејствата да имаат само по едно дете, бидејќи државата обезбедуваше пари, бидејќи немаше пазар, бидејќи државата требаше државната каса да дава. Но кога се отвори пазарот, им рече правите деца колку сакате. Стигнаа до 2 милиарди, ама буфна нивната економија. Сега што се случува во Кина? Кина стагнира.
Стагнира и тоа многу брзо, како што се издигна, брзо и стагнира. И наскоро ќе почне деклейн или опаѓање на наталитетот. Што со тоа ќе биде? Ќе почне да опаѓа и економијата, бидејќи економијата се базира на маса, на работна сила која можеш да искористи, која е транспарентна, лесно достапна и што е можно поевтина. Тоа е пазарот. Во овој момент најине е Индија. Индија, Бангладеш, тука тие земји кои се прилично на дното. Но и они ќе се кренат. Кој ќе завладе? Арапските земји, арапскиот свет, кој живее во многу потешки услови, и Африка и така натаму, они ќе дојдат и ќе завладеат и така натаму и така натаму. Но и они кои ќе дојдат на едно ниво екзистенцијално добро, поволно, и они ќе стагнираат. Но во Америка има една друга работа. Нив мигрантите не им се само заради наталитетот и заради економијата и заради зголемување на она општа работна сила која е многу потребна за изведување базичните работи за големи инфраструктурни проекти, кои ги немаат. Америка генерално денеска живее на патенти на она што го измисли. Гениални патенти. Зборам, дали е тоа вештачка интелигенција, дали се тоа микропроцесори, дали е тоа Apple. И тоа Apple не заради хардверот. Хардвер е ѓубре. Туку тоа што е во хардверот, тоа што е вложено, програмата, кодот, копирајтот на одредени дигитални работи, затоа што и нината токму е во тоа. Американците ќе уживаат и работна сила не ќе им треба утре. Вештачка интелигенција, кој ќе работи? Роботи ќе работат, бе. Дали сваќате? Деклейн ќе има, сами ќе одлучиме да немаме деца, да имаме се помалку луѓе, ќе доаѓаат овдека, сега за сега у Германија ќе идат, у Франција ќе идат и ваму и таму, но после ќе почнат и овде да доаѓаат, затоа што ја ако имам фирма, ресторан, кај ми неам вработени, така, ми треба вработени. Па ќе ги Непал, не од Непал, од Марс ќе ги донесам. Дали разбирате? Уште не можете да сватите дека читавме имало непалци па си побегнале од тука. Ало, дошле од Непал да работат во Македонија. Дали се сеќавате дека пред 7-8 години оние паразити што едва ги симнавме од власт не убедуваа дека невработеноста е голема, немало работа. Не немало работа, работа има, очигледно е сега. Нема место не за отворете вработување.com.mk да видите колку има барања за работни места. Сегде има потреба за работни места, освен по телевизии, која телевизиите се мртва работа, која глуми дека е жива, она е нешто како сликата на Дориан Греј. Затоа што не може да еволуира и све се префрли на YouTube и интернет. Но тоа е друга тема. Збориме за цивилизацијската тема. Оваа маса од милиони кои ги пуштија преку граница во Соединетите Американски држави, во Франција, во Германија, е основата и базата на гласачкото тело кое е слепо, бидејќи тоа е стока, бе. Тоа е неписмена стока, која може само да разбере, ја те пуштив овде. Ја ти дозволив да ги селуваш тие плавите девојчиња. Ја те ослободив од затвор. Ја ти дозволив да влезеш да ги утепаш тие дома и да им го земеш станот. И викаш, па ова е супер за мене. Ке гласаш ти за мене. Важи како нема да гласам. И ке гласат. Бидејќи проблем име Трамп ако им дојде, затоа што Трамп за нив е фашист. Зошто? Затоа што вика, ја граници ќе затворам. Пробајте бе во Америка да влезете. Пробајте на кале да отидете на состанок за виза за да идете во посета во Америка. И тоа не зборам кај роднина да ви дај гарантно писмо, еве сакаш Њујорк да го видиш. Крв ке проплюкаш, нема да ти дадат. Но иди препливај, испливај и поминија границата илегално. Ке те примат, ке те нахранат, ке ти дадат пари, здравствено и сместување во хотел. Ја не карикирам. Не карикирам, ја ви ја зборам вистината. Ја ви зборам факти кои ги проверувам секој дневно.
Probaj во Германија да отидеш легално. Проблем, нели? Пробај да ја поминеш границата, ама малце ако си така поцрно мањасти, улело, така, трайбал. О, господине, изволте, ние сме. Тоа е таа така наречена самоубиствена солидарност. Да бидеш солидарен со маргинални групи, со луѓе кои се тотално спротиставени на твоите цивилизацијски вредности. Затоа што они веруваат дека иднината е во нив. Бидејќи за 20-30 години, колку и да сме ние здрави и добри, немаме деца, нема наталитет. Јас сум преку 60 години. Ја ќе умрам за пар децени. Кој ќе ме наследи? Моите деца? Да, ама моите деца немаат. Во мојата фамилија, ние сме, братучиди, не братучиди, ако прерачунам, па 80% во мојата фамилија се немажени и немаат деца. Кому ќе остане имотот? Кому ќе остане... Некој ќе го купи, ќе го продаде, ќе дојде некој Мугабе, Дугабе, ќе го купи за смешни пари, ќе го даеш на старост. Викаш, ја морам у Сију Рајдер, не можам да стојам, ќе го продадам станот. Што да правам? Не можам да стојам, не можам да одам, не можам пелените да се ги сменам. Ги знаеме тие проблеми. Државата да се грижи. Државата се народ. Кој народ? Ќе се изучува македонскиот јазик. Кој ќе го изучува? Дали сте ги виделе во Рамстор таблоата од средно и од факултетите? Значи, памтам ја, Рубин Кармен и центар на град, вака, излогот цел, од горе до доле. 11 класа Јосип Броз Тито по 30 и кусур души, моја генерација. Денеска се 6-7 класа по 15-20 души. Кај се другите? Емигрирале, раѓаат деца надвор, не раѓаат. Едно дете, толку е. Кој ти иде у Германија тебе да ти раѓа 3-4 деца? Нема. Се лажеме и ние, ги лажеме и другите. Затоа што ако си признаеме, треба да речеме ние сме ненормални. А жениве еманципирани на овој муабет ми викат, ти дали си нормален? Ги прашуваш ли жените дали сакаат да раѓат? Ние не сме машини за раѓање? Точно е. Точно е така. Имате право на избор. Човек има право на избор, па дури и да си го одземе животот. Човек има право на избор, дури и да си ја пресече собствената лоза и битисување. И затоа Томас Стеарс Елиот вели, светот нема да умре со торжествен тресок, туку бавно цвилејки. Ова вака ќе цвилиме, ќе не има се помалце. Ќе отвараме, се сеќавате за короната што беше? Која ги наоѓа цели старачки домови, бидејќи биле негувани од неколку негуватели, помлади луѓе, да речем 30-40 годишни, кои се разболеле, не смееле да идат на работа, ги оставиле, наоѓаат по 15-20 души умрени. Стари луѓе. Кој ќе се грижи за нив? Кој? Единствениот спас е, богатите ќе си купат роботи. Роботот ќе ти готви. Да, веќе се прават тие роботи. Веќе имате робот кој те вози. Дали разбирате дека веќе шофери, зошто измислуваат роботакси? Веќе нема ни шофери за такси. Мора да измислат роботика, мора да идат со вештачка интелигенција затоа што им е јасно што се прави. Елон Маск цело време кука како ВМРО-вец и им вика, правите деца. 13 деца има направено, затоа што е убеден дека е тоа најдобриот начин да помогнеш на земјата, на цивилизацијата, на планетата. Не е наталитетот прашање, затоа што народот има затемнување. Немам пари. Најбогатите во Македонија имаат најмалку деца. Колку повеќе пари имаш, толку помалку деца. Колку е посиромашен, има повеќе деца. Ова е статистика. Не ме интересува, затоа и не отварам телефони да ме преубедувате, затоа што нема што да ме убедува некој пришипљенко кој не мисли вака. Затоа што ја читам статистиката. Колку има помалце примања, колку е поише на социјал, колку има потежак живот, има поголем наталитет.
И тоа се раѓаат деца. Да, и умираат, и болест, ама се раѓаат копилен, се раѓаат јаки, се борат за живот. Од него излегува голем борец и он утре може да биде и јак менаџер, и јак работник и све. Ние создава добрите времиња создаваат слаби луѓе. Слабите луѓе создаваат слаби цивилизации. Слабите цивилизации пропаѓаат. Врз пропаста на цивилизацијата се раѓаат нови, јаки луѓе тие што ќе преживеат. Видено е во историјата. Затоа Македонија, Европа, ние сме западна цивилизација. Ние сме на пропаст. Но последните македонци нема да бидете вие. Ќе бидат христијанските семејства на свештениците. За разлика од католиците на кои не им дозволија да се женат, нашите свештеници се женат, создаваат повеќе и тоа нема свештеник без 3 деца. И тој се што ќе заработи, не го остава во црквата. Вложува во децата, во образование. И барем едно од нив да се воплоти вистински, суштински во Светиот Дух, да ја прифати верата и да ја свати суштината на битисувањето, има некаква шанса. Православните христијански свештеници се последните луѓе кои ќе угаснат светлото. Ние ќе гледаме зомбифицирани од негдека. Но пред тоа прашање ми е и стварно не знам што ќе се направи. Бајден е веќе, еве ви го Бајден. Ние сме како Бајден, изгубени во вселета, ама не ја даваме власта. Убедени сме дека сме добри. Убедени сме дека сме исправни. Убедени сме дека сме во право. Не дава оставка човек. Ама вика не си способен. Не бе, супер сум. Само со Бајден сега му се случува она што се случуваше со СДСМ. СДСМ и крилото на СДСМ, која сега владее, намерно дозволи и го протажираше СДСМ вака да падне. Толку, за да се преземе. Бидејќи се што вредеше од СДСМ, отиде во знам, отиде во друга партија. Истото ќе се случи и на Запад. Тие што сакаат ќе си ја преземат Демократската партија како што треба и ова ќе се расчисти. Дали приметивте дека мадам Камала била проститутка до пред 15-20 години? Да, ама не смеете да зборите, не смеам ни јас да зборам овдека. Ама еве го кажав, па со сите последици. Затоа што сега на X ги читав денеска доказите, па и снимки како дава услуги, како ги викаат она, escort girl на градоначалникот на Сан Франциско. И то да не се срами, прекрасно изгледа, деколте, олкаво, сефардска и така натаму. Денеска ти е втор човек на најмоćната земја на светот. Замислете ние во што спаѓаме. И сега, мојата желба е да изгубат овие и овој концепт да почне да се сомнева во себе на така наречена самоубиствена солидарност. Бидејќи тоа е Сорос. Ако се чудите што е Сорос, се што е главно, се што е мајоритет, се што е конзервативно, се што е позитивно за цивилизацијата, да биде изнегирано, тргнато на страна, маргиналните групи да им се даде. Но ја не знам како маргиналните групи, ЛГБТ и трансджендерите, ќе ја покренат популацијата. Но ова е веќе губење на здравиот ментален склоп на она, ако сакаш веќе концепт. Ако не, отвори ја земјата и пушти ги сините индици, нека се населат во Америка и ќе испораѓаат деца. Но индиците, кои во Индија раѓа 5 деца, кој ќе отиде во Америка, кој ќе го проба хамбургерот, кој ќе седне у кадолекот, 2 деца. Себичноста на конформитетот е ние во биос. Не сакаме. Кој ќе осетиме дека задникот ви е во топла вода, во комотно, па кој ќе се малтретира 5 години, 10 години со куп деца, гладен, сакам да уживам ја да шетам. Па уживај, шетај, ама нема долго да трае. Ние во бившиот систем, во бившата држава, покажавме дека не ни е гајле за нашите деца. Замислете некој сега да ти дојде и да ти каже, Јанко, еве 30 годишен кредит, ништо не треба, нема камата, купуј си што сакаш. Ја би требало да бидам ретардирано глуп да прифатам
Некој да ми даде пари, без работа, без ништо, да си купувам работи. И да бидам убеден дека тоа нема да има последици врз моите деца. Затоа испод црква за време на промената која дојде 90-тите години, старците, испод црква затоа што се свестија дека си ги изедоа собствените деца. Дека уживањето во она време, во онаа Југославија, сега ќе го плаќаат децата, внуците и правнуците. И уште го плаќаме и ќе го преплаќаме. И не сме само ние. Така и Европа, така и Америка. Но и русите, еве ги со Путин, јаки сме ово она. Но и кај нив наталитетот е дно, тонат за 20-30 години, која веле сила ќе бидат. Дали разбирате дека неки имаат луѓе, ќе мораат да увезуваат, не знам, кинези, тибетанци или не знам какви племиња кои се спремни, кои не знаат многу, ама сакаат секс, сакаат деца да прават, туѓи своји, било какви, важно да се прават. Колку може повеќе. Имаше еден повик од една православна црква, кој им рече на жените: не абортирајте, ве молам. Родете ги, дајте ни ги децата. И тоа беше многу јака порака. Денешните жени не се спремни да бидат мајки, генерално зборам. Не се спремни да си го сакаат детето повеќе од себе. Немаат божественост во себе. Но црквата им вели: сепак, не го фрлајте у отпад, не го убивајте. Дајте ни го, ние ќе го одгледам. Знаеш што беше реакцијата? На Твитер, мадам Клемент вика: мрж бе, педофили едни, вика. Нема шанси. Побрзо ќе го фрлам у WC шолја, одошто вам да ви го дам. Тоа е тоа. Тоа се размислување, нема осуда. Ова е реалноста. И ова има два пата. Едниот пат е бавно тонење, со цвилење и пропаѓање. Вториот е дека свесни дека се случува вакво нешто, како во планета на мајмуните, и кога гледаш дека нема излез, на крај пушташ атомските и доаѓа крај на светот одеднаш и вака. Библијата вика: крај на светот ќе дојде. И тешко на сите оние кои ќе бидат сведоци. Никој, ни праведен, ни неправеден нема да помине добро. Ќе биде пострашно од што било кога. Нема да се има милост. Милоста ќе ја добиеме кога ќе преминеме, кога преминот ќе дојде, кога ќе преминеме од оваа реалност кон нешто друго. Мене тоа ме грижи. Македонија е на добар пат. Добро е ако победи Трамп. Можеме да одложиме, можеме да измолиме барем милост за уште некој ден да се поживее, бидејќи животот, иако знаеме дека води кон смрт и кон крај, вреди да се изживее секој ден. И затоа, како болен човек, ќе гледам да бидам што е можно поздрав и да измолам уште некој ден повеќе у благодарност да го поминам овој живот. Да го поминам дали со мака, дали со страдање или со убавина, што год да ми се даде, го прифаќам со благодарност. Како за себе, како за блиските, така и за цивилизацијата. Слушај вамо.